Вареш е град во централна Босна и Херцеговина, кој одамна е познат по рударството. Овој крај е богат со рудни богатства, кои се повеќе привлекуваат странски инвеститори. Но се има своја цена. Последните здравствени тестирања на жителите од неколку околни села покажаа дека во нивната крв е присутно зголемено ниво на олово. Еден од тестираните со позитивни резултати е и Сулјо Ахметовиќ. Прво не им верувал на резултатите, а потоа останал во шок. Како неćemo biti zabrinuti? Svi smo zabrinuti. Imam i ja tog olova 249, žena mi ima 136. Djeca naša ovdje imamo 6 djece i svi su zaraženi. Svi su tim otrovani olovom. Ali nikog to nije briga. Тој е разочаран од одсуството на реакција на властите и одговорната компанија, кои не сакаат да преземат одговорност или да преземат чекори за откривање на причината и спречување на понатамошно ширење на труењето со олово. Од еколошките здруженија истакнуваат дека институциите во почетокот не реагирале и дека имало молк од 15 дена. Молчењето било прекинато кога се огласиле еколошките организации. I mi smo izišli u javnost i tek je onda bila reakcija Doma zdravlja Vareš i Instituta za sigurnost zdravlja i sigurnost hrane iz Zenice, koji su rekli da se radi o ozbiljnoj situaciji. Da bi nakon drugog testiranja promijenili svoje mišljenje i rekli da to nije nešto posebno opasno. Što se tiče institucija s više razine, osim općinskih institucija, one nisu ništa reagirale. Тој додава дека населението се чувствува вознемирено и напуштено. Valjda bi institucije ove države Bosne i Hercegovine trebale da brinu za sigurnost i zdravlje svih građana, pa tako i nas ovdje u Varešu. Правничката Азра Бербич наведува дека во Босна и Херцеговина корупцијата е широко распространета и дека постои поврзаност помеѓу политичарите и инвеститорите, чиј интерес е само да извлечат пари. I onda nesumnjivo možemo i reći da se radi zaista o spinu, da se manipuliše javnošću i to je prije bilo mnogo lakše. Nažalost, i zbog toga smo izgubili mnoga prirodna dobra, mnoge rijeke, šume su otišle uništene u nepovrat. Властите и инвеститорите често ги представуваат проектите како апсолутно безбедни, но тоа е само на збор, без јасен и транспарентен увид во суштината на проектот, ризиците, техничките спецификации и останатото, смета комуникологот Младен Бубоњич. Treba samo uslovno rečeno da se vjeruje investitoru i onome ko zastupa njegove interese, a građani su tu samo da posluže kao formalno za legitimitet. Javnosti se građanima se ne nudi transparentan uvid u informacije, ne nude im se mogućnosti da saznaju ko bi u slučaju nekih neželjenih ishoda bio odgovoran, kako bi se snosile posljedice, nego se sve ubjeđuje se javnost da je sve apsolutno sigurno. Тој смета дека последиците од ваквото дејствување се штетни и далекусежни. Zato što građani na taj način postaju apatičniji, odnosno gube više poverenja, ne samo u institucije, nego u cijeli poredak i društvo i samu demokratsko uređenje.